Ohrid, древниот Лихнидос. Векови се тоа на достоинствено обстојување што подсетува на многу цивилизации, од чие постоење останале единствени сведоштва. Град музеј во списокот на УНЕСКО на најбесценните наследства во светот, една од најзначајните уметнички ризници на југот од Европа. Во приказот на вековите, Охрид останува впечатливо забележан како центар на словенската писменост и култура и седиште на првиот словенски универзитет во времето на словенскиот просветител Климент Охридски во 10 век, како престолнина на царот Самоил и на неговите наследници кон крајот на 10 и во почетокот на 11 век, како повеќе вековно седиште на автокефалната Охридска архиепископија. Но Охрид е многу повеќе од тоа. Целото ова подрачје представува археолошка ризница со многу локалитети од праисторијата и со многу остатоци од монументални палати и храмови и ранохристијански базилики со раскошни мозаици од редот на најубавите храмови од раниот среден век. Лихнидос, првото име на Охрид, уште кон крајот на 4 век пред нашата ера, во времето на Александар Македонски, е центар во кој силно доаѓа до израз влијанието на елинистичката култура и уметност. Веќе во средината на 2 век од новата ера, по освојувањето на овие краишта од римјаните, Лихнидос е значаен не само културен, туку и економски центар, во кој безбројните карвани по Вија Егнација од Драч до Солун или дури до Цариград најдувале воздишка по долгиот пат. Големината и улогата на Лихнидос најубаво ги символизира античкиот театар во стариот дел на градот, чии археолошки ископини говорат за постоење на монументален објект. Времето однесува, но и донесува. Охрид на минатите, на овој и на идните векови, живее и ке живее со своите традиции. Некогаш во охридските катедрали одекнувал звукот на звонарите, се слушала мисата на верниците. Некогаш знаените и незнаените владари, цареви и мисионери доаѓале во Охрид со различни цели, но сите и секогаш со едно исто настојување, во оваа питома убавина да втиснат траги за своето присуство. Тој Охрид, Охрид на вековите, живее во спомените што се грижливо свиени во бесценното наследство. Денес охридските звонари ги подсетуваат добродојдените дека овде се чуваат сведоштвата на вековите. Овој Охрид чува од завод на времето и на цивилизацијата огромен дел од наследството. Покрај монументалните градби и уште неколку стотини метри квадрати под фрески, овде се создадени и се чуваат како единствени примероци во светот неколку десетици драгоцени икони, потоа многубројни ракописни книги на словенски јазик и цело едно богатство од други раритети. И не е ли ова одговор на прашањето што може неупатениот да си го постави, зошто е Охрид толку многу познат, толку неодолив, зошто толку сите го сакаат?
Istorijata na Ohrite bogata su svetli stranici, no najbleskavi se oni što mu pripadjat na 20. vek. Najgordi, no i najkrvavi se velikoj lindenskite, on je od Mugrite novoj vek, od 1903. I on je od 1944. Prvite se za Ilinden, koga rašanec stana golema grobnica za mnogu nevini dece i majki, starci i vostanici, vo neravnata borba s otomanskite vojski. Vtorite, gromoglasno odekna širokovo svetot. Makedonija i Ohrid Vonea, prvpat vo svojata istorija svoj, prvpat slobodni vo Titova socijalistička i nevrzana Jugoslavija. Ohrid, gdje otvori starite gradski porti za socijalizm od kako malog gradče, so nešto poveće od 9000 žitelji, so site ostatoci i so gočljivi od vkus na 19. vek. Vrste melite na bogatata istorija i kultura, trebaše da se nadgradova jedan nov podostojen život, novi vrednosti, što i prvata pomisla za sporeduvanje jačinat besmislena. Ako 1939. godina se zeme kako osnova za kakvo takvo sporeduvanje, koga Ohrid so svoje to podračje imaše relativno razvijeno zemljodelije i esnavsko zanečistvo so mirisna feudalnite odnosi na Makedonija. Togaš vo periodot na 4-godišnjata fašistička okupacija i toa beše osiromašeno vo bukvalna smisla na zborot. Četiri deceniji po vojnata i pet pati poveće žitelji od predvojnata, ete to je prvata slobodarska golemina na Ohrid. Vtorata je sozdavanje to na sovremena aglomeracija, čiji segmenti se vkusno organiziranata sredina, razvijeni od stopanski život, do koji dominirat industrijata i turizmot, naukata i kulturata, sodržinski osmisleni vo jedan nov vizionerski svet i sozdadenata široka mreža na obrazovni, zdravstveni, komunalni, sportski i drugi instituciji. Tretata je izrazova dobrovoljno prezemenata griža za idnite generaciji, da se čuva jedinstvo naminatoto i dnešnjinata vo što poautentična forma. Vovkupnji odrasteš na Ohrid od posebno značajno mesto ima industrijata. Do togašnjite zanečijski predprijatije i zemljodelski zadrugi se transformira u industrijski kapaciteti na vrednite trudbenici. Ovakvi uslovi neskortljivo doagjaše do sve pogolem izraz i tvorečkate inicijativa na rabotnite lugi i gradjanite. Taka se radja prvite i denes golemi gordosti na Ohrid. Vo 1949. godina antifašistički od frontna ženite vo Ohrid gosnova predprijatijeto Detska radost, koje podocna prerasna vo kolektiv za proizvodstvo na lesna konfekcija, a po 2 deceniji od nego i od fabrikata za proizvodstvo na čadori se rodi Otex, tekstilen gigant bez odžac i bez čad, so poveće od 2500 trudbenici, od koje okolo 80% se ženi. So proizvodstvo na maške i ženska konfekcija, krilo orkebinja, veštačko krzno i čadori, Otex denes je ime što go legitimira Ohrid pred svetot.
Не имарите на некогашната задруга Фасадер, продолжувајќи ги традициите на вредните фасадери, гипсари, терацери и други занаетчии од овој регион, ги поставија темелите на денешната градежна организација Трудбеник. Градејќи го Охрид, градејќи многу градови во Македонија, во другите социјалистички републики и во многу земји во светот, Трудбеник се изгради сами од себе си. Несомнено е голем придонесот на оваа градежна организација во урбанистичко-архитектонското обликување на човековата околина, како што е сигурно дека за оваа неодолива гледка на Охридскиот азурен брег, најголема заслуга им припаѓа токму на охридските неимари од Трудбеник. Има нешто и без почеток. Ваквото размислување подсетува на младата охридска организација за производство и монтажа на електроопрема ЕМО. Се роди нечујно во почетокот на 70-те години. Ги кршеше локалните рамки на анонимноста, се челичеше по козите патеки и по терените што дотогаш не ги беше ни видело човековото око. Денес овој тријадитен колектив со 15 фабрики изградени во најнеразвиените општини во Републиката и во Охрид, се поуспешно партиципира во вкупните извозни ефекти на Републиката. Можеби овој голем индустријски комплекс кај Косел, недалеко од Охрид, ќе биде печат на ова време, сличен на оние што низ виорот на вековите ги оставале цивилизациите во оваа древна убавина. Приказот за работната организација за автоделови алати Херој Тоза Драговиќ во составот на заводите Црвена застава е пример за остварувањето на придобивките од нашата народно-ослободителна борба и социјалистичката револуција. Металците од Охрид и од Крагуевац, од двата збратимени града на социјалистичките републики Македонија и Србија, со децении се вистински ковачи на братството и единството, на заедништвото. Започнаа во 60-тите години со 21 работник, за денес да представуваат колектив со близу 3000 металски работници и значајна алка во југословенската автомобилска индустрија. Индустријата за метални производи Братство е формирана во 1949 година како механички збир на повеќе ситни и примитивно опремени дрводелски, металски, водоводни, четкарски и уште неколку други погони. Оваа организација е корен на семејното стебло на уште неколку други организации на Сдружениот труд во општината. Со производството на прибор за јадење и садови од челик што не рѓосува, Братство денес обезбеди високо реноме како најпознат производител во оваа индустријска гранка во нашата земја. Фабриката за пластични производи Лихнида, со творечката иницијатива на вработените и со плодната дејност на општествено-политичките организации, е добар пример за тоа како може смирено и пред се со средствата што ги создава самиот колектив да се обезбедува сопствениот растеж. И работната организација Слобода е негација на минатото. Некогашната лимарска работилница денес нуди разновидна производствена и градежна програма, а се е поприсутна и во областа на прометот. Како атрактивен производител на сувенири, расветни тела и метални производи, последниве години се повеќе на пазарот се наметнува и работната организација Инекс езерка. Кога до неодамна ке се спомнеше името Електроохрид, тогаш со право се мислеше најпрвин на заложбите и импозантните ефекти што оваа организација ги постигнува во целосната електрификација на општината. Овој пат Електроохрид се открива многу повеќе низ дејноста видеоинженеринг, дејност на која и припаѓа иднината. Многобројните затворени телевизиски системи, инсталирани во повеќе институции и работни организации низ Југославија и високите оценки за креативниот труд на овие млади стручњаци се основа на нивното истрајување. Организациите на Сдружениот труд, работните луѓе и граѓаните на општина Охрид во основа живеат од индустријата. Но Охрид во светот е познат и признат по туризмот.
Naporite vloženi во развитокот на оваа стопанска гранка најдобро може да се илустрираат со податоци. Најголемиот туристички дострел на Охрид пред војната хроничарите го забележале во 1939 година. Тогаш овде престојувале 2563 гости, главно ученици и студенти, кои, задржувајќи се на Охридскиот брег, речиси без исклучок, само во летните месеци оствариле 13.365 ноќевања. За 4 децении слободен развој, Охрид создаде квалитетна угостителска понуда со повеќе од 22.000 легла во комерцијални, одморалишни и приватни објекти од разни категории. Тоа овозможува Охрид денес да биде современ туристички центар, еден од најпознатите и најпривлечните во Југославија, кој на пазарите во земјата и во светот нуди единствен сплет од природни и културно-историски и туристичко-угостителски вредности. На тој начин, Охрид денес обезбедува годишно посета од околу 200.000 гости од земјата и од светот, кои остваруваат повеќе од 1.200.000 ноќевања. Во однос на рекордната предвоена година, туристичкиот промет во 1984 година е зголемен за 100 пати. Носител на угостителско-туристичкото стопанство е работната организација Охрид, која ги обединува најголемиот број на репрезентативни хотели, ресторани и автокампови на Охридскиот брег. Во екот на туристичката сезона може да прифати 5500 гости дневно. Оваа угостителско-туристичка организација од година во година се повеќе привлекува гости од светот, а мощно интензивно создава можности за поголема валоризација на конгресниот, работничкиот, спортскиот и другите видови туризам. Во вкупната понуда на Охрид, значајно место заземе и работната организација Инекс Горица, репрезентативниот хотел Горица и автокампот Грабиште, кој ужива реноме на еден од најдобрите автокампови во Југославија. На оваа угостителско-туристичка организација и овозможуваат смел пробив во светот и солидна искористеност на капацитетите. Хотелот Метропол, без друго, најрепрезентативниот хотелско-гостителски објект на Охридската ривиера, е квалитет во Охридската понуда. Широките можности за одмор и рекреација, привлечната плажа, којината и вечерите, што го задржуваат интересирањето на гостите до досна во ноќта, се првиот и основен адут на овој објект. На источниот брег на Охридското езеро, како на Ѓердан се нанижани 50 на работнички одморалишта. Ги има од сите категории и овој капацитет ја прави вкупната туристичка понуда на Охрид и побогата и попривлечна. Широката понуда на Охрид ја надополнуваат и десетина објекти за одмор на деца и младина.
Сепак, туристички Охрид не би бил ова што е без понудата на охридските семејства. Со повеќе од 5000 легла, тие на гостите им нудат квалитетно сместување, традиционална љубесност и отворени срца за блискост, на која тешко и се одолева. Сигурно исто така дека туризмот и угостителството во Охрид не ќе оствареа ваков подем, доколку нивниот развој не го следеа и други дејности. Очигледен е придонесот на трговијата, сообраќајот, комуналната и другите области на живење. Денес Охрид располага со повеќе од 20.000 квадратни метри современ продажен простор, во кој се сместени модерни стоковни куќи, самопослуги, специализирани продавници и други објекти на трговската организација Охридска трговија и на уште неколку други прометни организации. За задоволувањето на потребите на гостите се грижат и многу занечи, кои ни старата Охридска чаршија нанижале голем број вкусно уредени занечиски дуќани, во кои се изработуваат и се продаваат разновидни занечиски предмети. За бројните посетители посебно се интересни традиционалните и само за Охрид специфични производи на филиграните, резварите и особено атрактивниот охридски бисер. Во сообраќајното поврзување на Охрид со другите делови на земјата значајно место има автотуристичката организација Галеб, а воздушно преку Охридскиот аеродром Охридската ривиера станува блиска и за најоддалечените земји во светот. Особено атрактивен е сообраќајот низ Охридското езеро, што се обезбедува со бродови и со голем број кајчиња. Во земјоделството и покрај околноста, што дури 96% од земјиштето се наоѓа во индивидуална сопственост, се остваруваат значајни резултати. Во општествениот сектор, трите носечки организации земјоделското стопанство Градинар, Живинарската фарма и Винарската визба ги остваруваат развојните ориентации на агрокомплексот за задоволување на потребите на населението и на туристичко-угостителското стопанство. Охрид е општина со развиена мрежа на здравствени институции. За здравствената заштита на населението денес се грижат повеќе од 160 лекари, односно еден лекар на 400 жители. Пред војната, целата грижа за здравјето на 9000 жители на Охрид ја водеа само тројца лекари, а денес само во медицинскиот центар во Охрид работат повеќе од 120 лекари. Во Охрид работи и специјална болница за ортопедија, травматологија и костозглобни заболувања, една од најугледните специјализирани здравствени институции во земјата, потоа специјална детска болница и Центарот за кардиоваскуларни заболувања. Нивната дејност е основа за развивање и на здравствениот туризам во овој регион. Охрид на овој и на идните векови живее со старата и со новата култура, за чија сплотеност и постојан подем се грижат повеќе организации во областа на културата. Културните секојдневија се исполнуваат низ разновидни содржини во Домот на културата, што го носи името на охридскиот предодбеник Григор Прличев, потоа во Центарот за печат и радио, во Градската библиотека, во Историскиот архив, како и во неколкуте општествено-културни центри во селата и низ дејноста на неколкуте културно-уметнички друштва, ансамбли и групи. Постепено, но сигурно, културата ги освојува и работните хали во организациите на Сдружениот труд. Прозорецот на Охрид кон културниот свет го отворија фестивалите. Меѓународниот фестивал Охридско лето од својот почеток 1960 година
predstavува vrvna letna kulturno-umetnička manifestacija afirmirana vo svetod. Povek je to letni impresivni sceni što se nudjat v Ohrid, so deceniji na golem broj folklornih grupi i ansambli od balkanskih i pribalkanskih zemlji im ovozmožuvat atraktivni nastap i ovozmožuvat da bidat svojevidni misioneri na prijateljstvo i drugaruvanje među ljuge to od ovoj prostor na svetu. Ohrid je domaćin i na međunarodni seminar za makedonski jezik, literatura i kultura, koji se godini predstavuva značajno sobiralište na slavistite od celi od svet. Obrazovanje to je oblast vo koja se ostvareni bistinski impresivni dostreli. Danes Ohrid ima poveć od 8.000 visoko obrazovani kadri od cite profili, a samo pred 4 deceniji i vnucite i dedovcite zajedno ja učija azbukata. Vo opštinata rabotat 8 centralnih i 10 podračnih osnovnih 8-godišnjih učilišta, a pokraj njih i centar za srednjonasočno obrazovanje, elektromašinski učilišen centar, srednoto ugostiteljsko učilište i prvata visokoškolska institucija, fakultet za turizam i ugostiteljstvo. Vo Ohrid ušte od predvojnata raboti Hidrobiološki institut, danes renovirana naučna ustanova. Od 70. godini aktivno dejstvuvati Institutot za prostorno planiranje i Zavodo za urbanizam i arhitektura, čija dejnost je osobeno vidljiva vo urbanističkot oblikovanje na gradot i okolinata. Vo sporto dominira sportovitena voda, koji vo Ohrid predstavuva kolku tradicija ušte poveće perspektiva. Među povećeto posebno vnimanije zaslužuva edriličarstvoto, veslanjeto, plivanjeto i plivački maratoni. Žive je Ohrid i njegovite žitelji na vistina neskrotnih od kon progresot. Ovoj dreven grad, ovi je sploteni trudbenici, ima cilj i zna da obstojat na toj pad. Tuka nekade grižljivo neguvana i skrijana vo pazuvite na sekoj segašen iden graditel, se čuva zavetot pred osloboditelite, deka večno ke bidat neguvani i razvivani nivniti ideali, deka ova so krv natopena zemlja denes ja pravime poplodna od včera, a ušte utre podostojna od denes. Žive je Ohrid kako svedoštvo na vekovite, kako delo na sovremenicite i kako inspiracija za generacijite što doađat.